Звукот на сирената на амбулантното возило беше аларм за медицинскиот персонал од Охридската брза помош, кој замина кај пациент болен од COVID-19. Токму брзата помош е на првата борбена линија во битката со пандемијата, која секојдневно одзема човечки животи. Како што се зголемуваат бројките на позитивни случаи, така и нашата работа се зголемува. Некогаш 20, 30 зависи затоа што работиме ние и во амбуланта како дежурна служба и на медицинска помош. Работиме и како домашна посета. Капацитетите се полни со тешко болни пациенти, од кои голем дел се на кислородна подршка. Персоналот кој води битката со непознатиот непријател е на рап на издржливост. Персоналот кој работи веќе една година и повеќе е преморени, изнемоштени и физички и психички. Верувајте, 365 дена, нарушен сон, нарушен социјален, фамилиарен живот. Секој ден кога очекувавме дека бројката ќе се намали, дека оваа недела ќе имаме помал број, за жал бројката е се поголема и поголема и не престанува. Во 39 години работен стаж како медицинска сестра, ова е најтешката година и за Миријана Спасова. Вели дека никогаш нема да заборават ни што се поменуваат за време на пандемијата. Не ни помислувавме на ваква пандемија. Најтешки моменти ни се тие кога треба да се соопшти веста за изгубениот живот на семејството, да му се соопшти веста, се соживуваме со нив, со семејствата, тагуваме за секој изгубен живот. Многу моменти сме имале такви во текот на 2020 година, ево и 2021 година се губат животи, нажалост и млади. Некогаш едноставно тука сме немојкни и покрај максимумот што го вложува медицинскиот персонал, докторите, сестрите. Признаваат дека често пати им доаѓало и да ја остават работата, но Не само мене и на сите други многу пати. Меѓутоа, желбата да му се помогне на болните во моментот, на оние кои им е потребна, е посилна од, да речем, од својот мир што го имаме. Кога на сите нас, здравствените работници, ни доаѓале такви мисли, да го кажеме тоа, доста е веќе смачено ни е, али професијата што сме ја избрале пред се е хумана, и нормално не смееме тоа да го направиме. Луѓето во бели мантели велат дека вирусот не заобиколува никого и оти граѓаните мора да ги почитуваат мерките. Не разликува ниту возраст, ниту пол, ниту вера, политика, подеднакво сите ги напаѓа. Она што овие луѓе ги држи силни и мотивирани да истраат во оваа борба е секојдневната поддршка која што меѓусебно си ја даваат и тогаш кога со силите се на самиот крај. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.